е месецот во кој што се подига свеста за меланомот на кожа. На оваа тема разговараме со доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија. Добро утро. Добро утро. Докторе, не само месец мај, а еве месец мај нека биде месецот во кој што погласно ќе зборуваме каде треба најмногу да бидеме внимателни, но не само овој месец, тука ајде малку повеќе да зборуваме за причинителот за најголема смртност во суштина. Па, да, не, добро доколку не се реагира на време. Добро кажавте, не е само месец мај, меѓутоа ете така месец мај некако одат тие кампањи не само кај нас, насекаде во светот, со кои се свртува внимание на некој начин кон оваа болест. Вие добро кажавте, тоа е најчестата причина за смрт од кожни болести. Меланомот, значи еден тумор со силен малиген потенцијал кој ако не се препознае на време, завршува со фатален исход најчесто. Но предноста на новото време, на новите технологии, на знаењето, на развојот на медицината, на зголемената здравствена култура кај населението, што голем дел од овие болести може да се откријат во рана фаза, да кај што лекувањето е 100%. Да, што велите, културата на живење, ајде малку повеќе за здравствената култура. Што значи таа здравствена култура во овој сегмент? Дали треба нешто да забележиме или редовно треба да направиме некој преглед? Две работи се особено важни. Првата работа е да се редовно контролираме на прво самите себе си. Кожата има една предност во однос на другите ткива што е достапна да ја видиме со голо око. Да речеме, за да прегледаме желудник, треба да направиме гастроскопија. Меѓутоа, за да ја прегледаме кожата, доволно е да се застане пред огледало или со систем на две огледала може да се прегледа целото тело. Тоа е нешто што секој човек може да го направи. И фактите покажуваат дека оние што се гледаат повеќе пред огледало, тоа да речеме женскиот пол, во многу по-рана фаза ги откриваме овие тумори кај жените вообичаено отколку кај мажите. Затоа тој само преглед е многу важен да се направи. Втората работа која зборуваме за превенција се редовните прегледи на доктор, така наречените дермоскопски прегледи, кои овозможуваат да се со еден апарат, со еден инструмент со големо зголемување на промените да се види дали е сомнителна и дали треба да се оперира или не. И да се процени, да се направи проценка, и тоа е најважната работа што треба да се прави. И третата работа која е особено важна, таа е да се заштитиме од сонце. Да употребуваме кремови со висок заштитен фактор за сонце. Тоа се трите алки во овој ланец на превенција на овој опасен тумор. Ај засебно за секоја од нив. Во делот на превенција и во делот на напредната технологија, дали може да се процени стадиумот и може да се процени без оперативен зафат, дали треба да се почека некој временски период, дали веднаш треба да се интервенира, што да се превземе? Вообичаено има едно правило таму кај што нешто е сомнително. Дермоскопски тоа треба да се види уште еднаш со кратко трајно следење за 3 месеци. А редовното следење на пациентите на 1 година, значи ние на секој пациент му кажуваме, добро, за година дена дојдете повторно на преглед да видиме што е тоа што во овој период ќе се појави. Меѓутоа, кај оние луѓе ќе приметиме нешто сомнително, за 3 месеци им закажуваме контролен преглед само на таа суспектна или сомнителна промена, за уште еднаш да се провери. И тука се носи одлуката дали тоа треба да се оперира или е нешто што е сосема беззначено. Уште едни 3 месеци нема. Таа е најчестата грешка која прават голем дел од младите доктори. Ке го следиме, не ни јасно, уште еднаш да го видиме, уште еднаш да го видиме. Не постои тоа. Значи, или во моментот, ако е нешто многу очигледно, се оперира веднаш. Ако нешто не сме сигурни, се гледа за 3 месеци, ама за 3 месеци мора да ја донесеме одлуката. Значи, не можеме да чекаме уште 3, по уште 3 месеци, така да го губиме времето. Во суштина, вие прашавте дали може точно да се класифицира кој стадиум е. Дали може да се одреди? Не може да се одреди. Одредувањето на стадиумите секогаш е хистопатолошко, значи или со биопсија, или со кога ќе се извади целата промена или тумор, а потоа се анализира кој е стадиумот, но дермоскопијата може да даде таа за 60% го има подобрено откривањето на меланомите во однос на претходниот период кога не постоела во ран стадиум, што значи дека е особено погодна за откривање на овие тумори во раниот стадиум. Кај нешто што е очигледно, кај што веќе се сите
клинички знаци присутни дека се работи за меланом, обично се работи за напреднат стадиум на болеста, кај што болеста е веќе метастатска. А таму кај што нешто не е јасно, нешто личи на БМК, па покажало одредени промени, дермоскопијата може да укаже дека се работи за некој ран стадиум на меланом и тој треба да се оперира, затоа што, да речеме, во нултиот стадиум болеста е со 100% излекување, како да не постоел. А што се случува ретко, меѓутоа затоа вие спомнаа здравствената култура. Јас само во овие... Ја лудиравме најмногу на таа. Да, во овие 5 месеци од годината сум имал 4 или 5 луѓе со меланома инситу, значи со стадиум во нулти стадиум што се фатени, кои се оперирани и кај кои практично болеста и не постоела. Имаме голем број на пациенти кои се во првиот и во вториот стадиум, што е исто така доста рано, кај што шансите за преживување се огромни. Добро. Така да акцентот треба да биде на таа здравствена култура, на она што го зборувавме на почетокот на разговорот. Тука веднаш ќе ве потпрашам дали советувате кај луѓе кои што имаат повеќе бемки, како едни, да речеме, од најголемите ризик фактори, дали да доаѓаат на редовни контроли без разлика, дали нешто забележале, не забележале, некоја промена, сакам да кажам. Да, тоа е еден од ризик факторите покрај сонцето кој го спомнавме. За сонцето посебно ќе зборуваме, сакам внимание. За повеќето, тој синдром на повеќе бемки, multiple null синдром го викаат англичаните, заслужува посебен пристап. Што значи посебниот пристап? Тоа значи редовни прегледи, бидејќи тие луѓе имаат повеќе пигментации, повеќе пигментни промени кои можат да резултираат дека некој од нив нешто што треба да се извади, некој тип на тумор, но исто така тие треба да одат на така наречените дигитални дермоскопски прегледи. Што значи тоа? Тоа значи дека кај таквиот тип на пациенти не е доволно вие само клинички да го видите, со некој рачен дермоскоп да го погледнете, со некоја лупа и да кажете супер си. Не, таквите пациенти треба да дојдат на дигитална дермоскопија, голем Што дел. Значи тоа се едни апарати кои постојат, речеме кај нас во Аџибадем Систина, пациентот кога доаѓа со повеќе бемки, секој од нив се позиционира на посебна точка таму кај што се наоѓа. И на следниот преглед вие точно знаете за која промена се работи. Така, сакате да кажете го следите? Го следите, ама за да го следите тие, речеме некој пациент со 200, со 300 пигментни промени, бемки на народски кажано на телото. Да. Вие со тоа што една ќе видите следниот пат не знаете што е тоа што сте го гледале, ако тоа не го дигитално архивирате и ако немате, ако не го мапирате, тоа се вика mole mapping или позиционирање на бемките на телото, каде што следниот пат кога ќе дојде се прави споредба слика со слика и може да се види дали има некаква промена во однос на претходната контрола. И тоа е многу важно во донесување на одлуката за оперативен третман. Извинете, ќе ве потпрашам, а советувате за таквите личности повеќе контроли? Не повеќе контроли, правилата важат. Редовните контроли Што значи за нив? Редовна контрола е еднаш годишна за сите пациенти. За сите. Обично кога ќе дојде некој човек со повеќе такви промени, јас му наложувам уште една за 6 месеци да дојде, за уште еднаш да ги тие прегледаме. Втора работа да го апдейтираме тој систем, таа база на податоци, затоа што вие кај некој што имаат 200 бемки, не е реалистично дека можете наеднаш да ги ставите во систем, да, ќе треба цел ден да го потрошите. Така да потоа нешто што сте испуштиле или некоја проверка на нешто што ви личело дека е деликатно, може да го направите и потоа му закажувате на година дена да дојде како и сите други пациенти. Нема некоја причина посебно да се плаши, но треба да се прегледува и треба да се штити од сонце. Така велите, само поголемо внимание. Ајде сега внимание на некако временските услови не ни алудираат толку да зборуваме за истото. Еве денес сонце се појави. Еве денес се појави сонце. Ајде на сонцето. Знаеме и се подсетуваме и секако главно обврскани кога сме на плажа, кога сме на одмор, дека треба да се мачкаме, ама колку сме многу ревностни во делот на кога пешачиме, шетаме и пиеме кафе, секој дневно дека треба да ставиме фактор. Мора да се става фактор за заштита на сонце. Козметиките во Европска унија имаат 20 фактора за сонце. Сите тоа е стандард. Без тоа оние што се дневни кремови не ги пуштаат во производство. Сега да кажете во самиот крем. Во самиот крем, ама тоа не е доволно. Значи, она што треба да се стави, особено во Македонија, земја со многу сончеви денови, земја која е на југот, треба да се ставаат високи заштитни фактори, 50+.
денес има да речеме и 100. Мала е разликата помеѓу 50 и 100, не треба да се оптеретуваат. Вие се 50. 50 е некој стандард кој што 97% од ултравиолетовите зраци ќе ги абсорбира. Кај 100 тоа е веќе 98%. Многу мала е разликата помеѓу фактор 50 и фактор 100. Меѓутоа драстична е разликата помеѓу 50, да речеме и 20, кога ќе ставите или 30. Така да мој совет е во летно време да се користи фактор 50 кај луѓето со светол тен, со светла боја на очи, луѓето што спортуваат на отворено. Да. Ние имаме се повеќе луѓе што џогираат, се повеќе луѓе кои возат велосипед, некои сите имаме познаници кои возат за викенд по 100 километри точак. Логично е дека го абсорбирате ултравиолетовото зрачење на тој начин и треба да се штитат од сонце. Тоа не е комплицирано, да нанесат заштитен крем на лицето, на отворените делови на телото, тоа се раце, кај жените и нозете, значи во летно време лицето да се покријат со заштитен фактор и тоа е она што треба да се направи и не е тоа тешко и комплицирано, потребни се само некои една минута да се потрошат од денот, што не е многу. Значи денот велите да го започнуваме со тоа што ќе нанесеме заштитен крем и заминуваме. Да, на работното место да ни стане како навика. Ќе алудира малку повеќе и на децата. Кај децата секако јасно е дека треба да им ставаме висок фактор, дека треба повеќе да ги штитиме, но кога се подготвувавме за разговорот, вие споменавте дека до 10 годишна возраст апсолутно и досега немате регистрирано некое дете со меланом. Но имате над 10 години. Колку е и најмалиот пациент? Најмалиот, јас не сум имал некој многу мал пациент, некаде во најмладите пациенти биле некаде сепак во третата деценија од животот, кој јас сум ги сретнал. Колегите на клиника лани кога правевме оние бесплатни дермоскопски прегледи, како што оваа година ги правевме во Ситимол пред некоја недела, сега лани кога ги правевме во парк, реферира за некој пациент млад 11-12 годишна возраст. Ви се верува дека е можно? Па треба да се, ја на нив многу им верувам, тоа треба да се провери заради тоа што сепак тоа се литературата не познава пациенти со меланом под 10 годишна возраст кај деца. И секогаш кога доаѓаат со мали дечиња родителите загрижени, се трудам да ги успокојам, да кажам релаксирајте се. Така? На 2-3 годишна возраст нити ние сме виделе, нити литературата такво познава нешто, ниту пак препораките се дека треба да се прават некои ревностни прегледи во таа возраст. Но она што треба да се прави е токму она што вие го кажете, да се употребува заштитен фактор за сонце 50+, и сега прашањето е зошто ако нема. Заради тоа што еден од главните ризици за меланом, за кои литературата известува, тоа се изгорениците што настануваат во млада возраст, во детството, значи кај што сите сме поминале на некој начин. Да. Али тие изгореници што ќе се јават, сте излегле на незаштитен, ако сте дете, тешко може да ве допазат во секој момент на сонце, сте изгореле, добивате меури, були и целиот тој период е деликатен и тоа е нешто што треба да се знае дека тоа се прави за да се превенираат оние настани што би се случиле подоцна во животот. Зашто карциногенезата, тие мутации што настануваат на ден од сонцето се спор процес, тоа не настанува наеднаш. Не само за меланомот, овие карциноми на кожата кои не се толку опасни, ама па се од друга страна најчестите тумори на човечката популација, се исто така доведени во врска, главен фактор е ултравиолетовото зрачење, кој спрема Светската здравствена организација е докажан канцероген. И тука нема ние што да измислуваме топла вода, треба го спроведуваме. Она што медицината одамна го расчистила, сонцето е канцероген, не значи дека не треба да се изложуваме на сонце. Од друга страна па треба витамин D да се наполниме. Не значи дека не треба, ама треба да се изложиме заштитени. Не само заради тоа, психолошки е добро. Сите сакаме да бидеме на сонце. На некој начин ви го покрива расположението, ве релаксира. Животот не е да седите затворен дома, но ништо не ве чини да тоа им го објаснувам на сите мои пациенти да се заштитите од сонце. Тоа е една минута работа во денот, една минута работа која не е голем процент од денот, а може многу да ви помогне во натамошниот дел од живот, и во заштита од карциноми на кожа, меѓутоа и во заштита од старење на кожата. Причина број 1 за старење на кожата е сонцето. Често пати кога ќе ме прашаат пациенти кога ќе дојдат во ординација, докторе, кој е, особено е од авиотбол, кој е лекот против старење? Лек број 1 против старење на кожата е заштита од сонце.
Благодариме, докторе, благодариме за издвоеното време. Сакав да со вашиот апел да го заокружам разговорот и убаво е да се подсетиме дека без разлика што еве денеска имаме сонце, никако време месец мај ни изненади. Нетипична година. Нетипична година. Еве го месец јуни би требало да има повеќе сончеви денови, да се подсетиме дека да, треба да се набави фактор не само кога сме на плажа, туку во секојдневниот ритуал на подготвување. Благодарам. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.